Биатлон Федерацијата на Македонија учеството на младинското европско првенство 2024 во Полска, кој што е прв од низата настани што ќе се случуваат оваа година, на кој што наши представници ќе учествуваат. Ѓоко Диневски, спортскиот директор, е гостин во емисијата Македонија наутро. Добро утро. Добро утро. Утриските часови не се непознати за оние кои што се на скии, нели? А вие имате двојна активност на скиите. Младинското европско првенство во Полска, во Јакушице, од 6 до 11 февруари, ќе биде првиот настан голем оваа година. Заминувате вечер на пат, па колку сме подготвени за овој предизвик? Колку се нашите младинци подготвени, нашата екипа? Точно така, значи ни престои еден убав спортски настан, младинското европско првенство во Јакушице, Полска, каде што и нашите надпреварувачи ќе имаат прилика да се надпреваруваат на овие надпревари и секако да ги постигнат, очекувам да ги постигнат најдобрите своји резултати. Во спортот сум долги години и една работа ми е јасна. За резултат треба трпение и време. И многу работа. И многу работа. Многу дисциплина. Многу откажувања и ред други работи. Ние како млада федерација која 2 години да постои, односно како луѓе кои стартувавме од нула во овој спорт, како посебна федерација, се бориме со секојдневните предизвици и надпреварувачите кои моментално тренираат. Напредокот кај нив е евидентен. Што значи тоа? Значи дека сме на прав пат и резултатите ќе стигнат. Значи ќе стигнат со напорна работа, со време, со трпение и за мене би било задоволство доколку од надпревар во надпревар тие резултати се подобри и подобри. Да бидат подобри младинците од себе, со секој нареден тренинг, надпревар, потек и така натаму. Да го дадат своето најдобро што го поседуваат, да имаат успешна стрелба, што во биатлонот е и како важно и секако да го истрчат најдоброто време што можат и како форма го поседуваат во овај момент. Да, меѓутоа за да се стане нешто не може да се избегнат надпреварите, големите надпреварувања. Колку ова младинско првенство ќе има значење во развојот на нивните кариери? Па секако дека има значење, значи најдобриот тренинг е надпреварот, а самиот надпревар се вреднува. Секој еден надпревар се вреднува, поготово овие надпревари каде што да се од ваков калибар како европско првенство, светско првенство и ред други надпревари. Ние после европското првенство нема да застаниме во оваа сезона тука, веднаш ни следуваат и балканското првенство во Јахорина, во Босна и Херцеговина, а после балканското ќе го направиме и нашето државно првенство. Тоа ќе биде и увертира за уште еден светски настан кој не очекува, односно од таму ќе продолжиме на светското јуниорско првенство во Тепа, Естонија. Така да на некој начин, заклучно со 3 март, ќе го заокружиме овај период, а за крај на сезоната ќе ни преостанат уште 2 балкански првенства во Романија и во Бугарија. Добро, биатлонот, секој спорт на ски предпоставува снег. Македонија кубури со центри снежни за скијање, а да не зборуваме за овие покомплексни други спортови, комплексни во однос на организацијата и нели се тоа што се случува во текот на еден надпревар. Како да се снајдат младите биатлонци со оглед на тоа што центрите кои што се релевантни се далеку од тука? Значи, во Македонија ги реализираме базичните подготовки и во летниот и во зимскиот период. Што значи тоа? Тоа значи дека ги реализираме само оние тренинзи кондициони кои се на ролерски во летниот период и на ски во зимскиот период, во зависност од, рековме, снежните услови. Во летниот период ни е полесно, затоа што патеки ни се самите патишта, поготово во Крушево, таму тренираме претежно. Но за биатлон да се тренира потребно е и стрелиште. Во моментот ние го немаме тоа и затоа нашите тренинзи ги реализираме во соседството тука во Банско, Бугарија. Дел од тренинзите ги реализираме во Јахорина, во Босна и Херцеговина, а најголемиот дел во Поклјука, Словенија. Така со години наназад, со сето искуство, со сите стекнати пријателства, веќе е направена шема каде и во кој период се одвиваат нашите тренинзи.
и мислам дека во догледно време веќе има иницијатива и може да очекуваме дека и кај нас еден таков центар за биатлон би можел да биде изграден. Се разгледуваат опции за тоа да биде Крушево, но за тоа би изборувале во некоја друга прилика кога ќе имаме поопиплив материјал. Ги спомена искуството, во прво лице ти се обраќам затоа што се познаваме долги години. Ги спомена искуството и контактите, резултат на учествата на големите надпреварувања и поврзаноста со овој спорт, тие донесе титулата координатор на балканските држави, што не е мало признание за една спортска кариера. Точно така, од минатата година во мај месец на Балканската конференција која се одржа во Сараево, бев избран за координатор за балканските држави и тоа е на некој начин признание за долгогодишната моја работа. Што значи да си координатор? Тоа значи дека сите активности кои се одвиваат на Балканот тука, и летниот дел, и зимскиот дел, сите надпревари и сите поголеми проекти одат преку мене и на некој начин давам голем допринос да сето тоа се одвива во најдобар ред. Сите проекти во смисла на подобрување на условите за биатлонот овдека на Балканот и во смисла на подобра организација на самите надпревари, кои од година во година прераснуваат во подобри спортски манифестации и учеството на тие надпревари, можам слободно да кажам дека на тие надпревари земаат учество околу 100 надпреварувачи во машка и женска конкуренција и тоа е една импозантна бројка за овој индивидуален спорт. Академијата за светска лиценца? Да, и тоа минатата година успеав да го завршам, се здобив со првиот левел лиценца од Меѓународната биатлон унија и тоа е на некој начин потврда за таа долгогодишна моја работа. Има и втора левел на оваа академија, ќе се пријавам и за тој втор левел и се надевам дека ќе има место да ја продолжам оваа едукација. Зимските олимписки игри се ултимативната цел на секој еден кој што застанал на скии, особено со воздушната пушка во рака. Ако алпското скијање има светски купи, така натаму и други првенства кои што се престижни, кои што значат нешто, не дека во биатлонот не се престижни, меѓутоа далеку се попрестижни, барем за јавноста, ако не за спортските кругови, овие скијачките. Што значат за биатлонците олимписките игри и дали ќе видиме нов олимпиец од Македонија? Па биатлонот е значи потврдено најпопуларен зимски спорт со најголема гледаност. Тоа може да се примети и од самите емитувања на најпознатата спортска мрежа на Евроспорт. И самите гледалишта на биатлон знае да има во Германија во Оберхоф и околу 100.000 гледачи, што е една импозантна бројка. И ретко во кој спорт, освен во фудбалот, има таква гледаност. И самиот податок што спорт број 2 после фудбалот во Германија е биатлонот, можеме да замислиме за колкава популарност станува збор на овој спорт. За Скандинавија да не говориме, затоа што јас многу пати сум кажал дека тие спортови, нордиското скијање и биатлонот, кај нив се религија, не се спорт. Да, тоа е во тој регион од Европа поради снежните услови, например во Франција Тур де Франс и велосипедизмот имат неголема гледаност, па измерено и неголема гледаност на светско ниво на еден спортски настан. Имавме и велосипедист гостин предходно, така што еве оваа емисија ја завршуваме со оваа популарна тема во скијачките дисциплини. Олимписки игри. Олимписки игри, значи исто така и во биатлонот е многу сложен квалификацијата за олимписки игри, значи оние земји кои доминираат настапуваат со повеќе надпреварувачи и собираат повеќе бодови. Поквалитетните, најдобрите 25 држави имат загарантирано учество, а потоа следуваат уште 8 вајлдкарти, односно 2 поддржава наредни, значи максимум 28 до 30 држави можат да учествуваат. Лимитирани се на 100 надпреварувачи на самата Олимпијада и во моментот го немаме тој квалитет што би кажале дека ќе имаме сигурен учесник на
овие олимписки игри, престојните во Кортина d'Ampezzo, но тоа не значи дека нема да работиме на... Нека бидат следните, не е проблем. Тоа не значи дека нема да работиме на едно такво учество и тоа сигурно е нашата највисока цел.